Што џоломарите значат за овој тиквешки регион? Каков е нивниот символизам? Значи вака, во овој етнички предел Тиквеш, џоломарите се една група, традиционална група која што за време на Василица има свој ритуал. Има практикување на обичајот кој што се случува и започнува на 13 навечер, на 13 јануари, а на 14 јануари е самиот пир кој се одржува во овие две села. Не само во овие две села, туку и во селото Сопот и во селото Дреново. Но традицијата на џоломарите во селото Ресови Бегниште отскокнуваат од овие традиционални практикувања, така да они си имаат свој ритуал, своја традиција која што ја спроведуваат за време на овој празник. Самиот пир, односно обичај, ни кажува дека станува збор за истерување на злите духови од селскиот атар. Во први некои истражувања кои што ги имав на оваа тема, дознав дека и сватив дека започнува со така наречените заорувања со средновековните рала, односно дрвените рала на селаните во селата, односно правеле магични кругови кои што започнувале од надесно и го заорувале селото, односно правеле тој магичен круг да вршат заштита фактички од злите духови. Самото рало представува символ на фаустот, односно го влегува во земјата и заорува фактички тоа е символиката на плодноста на која што ќе ја пренесе самото рало и плодноста која ќе се случи во атарот на селото, односно на нивните ниви, на нивните лозија, да има беричет и биде благосостојба, и исто така и да има плодност во домаќинствата. Да ве прашам, карактеристични се по нивните облеки. Како се тие рува и дали ова што сега денес го користат жителите на Бегниште и другите села се стари облеки или кај ги наоѓаат, кај се пронајдени, сигурно го имате истражувано тоа? Да, значи како што реков, на 13 навечер децата го палат огнот на сред село и децата се преоблекуваат во мали џоломари кои што тие и почнуваат тука да пеат до огнот и на сред огнот, каде што на сред село, значи се пеат и играат тие традиционални, односно ритуали на малите деца. Малите деца од нив понатаки ќе испадне и некој кој што ќе ја продолжи таа традиција и ќе влезе во големата, така наречена големата постарата група на џоломари. Вечерта се постојано се наложува огнот, кој што трае до раните утрински часови, кога во една од куќите на џоломарите се преоблакуваат и се спремаат за самиот пир, самиот чин. Самата облека, односно носијата која што ја носат на џоломарите е изработена од природни материјали, од волнено елече со чулавка, потоа волнени панталони, волнени чорапи, има во некаде се употребуваат и гумени опинци, но и опинци, а во случајот еве и тука имаме и опинци кои што се изработени од свинска кожа, кои исто така биле дел од таа облека на практикување на обичајот. Карактеристично е тоа што рано на сабајле, кога се преоблекуваат, се мачкат лицата од фурната, каде што се чади од сајџите се зима и се праве лицето црно, за да биде пострашен самиот џоломар, кој што има и си имаат низа на хиерархија во самата група. Така да џоломарите, едните се нарекуваат караконџули,
Потоа имаме невеста која што е сета во бело и таа невеста ја карактеризира, односно ја символизира годината што иде. Потоа имаме баба која што е облечена во црно, покриено е исто така лицето, исто така во рацете држи и сукал, односно вретено, кое што со конец зима мерка за наредната година да направат нови облеки, односно носии. Потоа имаме момче во самата група, кој што го цело време е со младата невеста, додека во овие две села имаме и случаи кога имаме две невести, односно едната секогаш во тој ритуален пир кој што се одбива за време на 14 јануари, на дента, значи на еден крај од селото, едната невеста на другиот крај, за да може да одговори на самата традиција која што практикува да се пренесе таа символика на плодноста. Има и карактеристично во овие две села магаричар, кој што оди со магарето, кое е смешно облечено и на самиот ден одат од куќа на куќа, каде што ги собираат даровите кои што му ги дават на џоломарите, а пред се тоа се колбаси, ракија, брашно, секој што има дома, кој што може да понуди пари, вино, ракија, нели, како што реков, и сето тоа на магарето се става и се носи во одредена куќа, кога завршува тој ритуал и се одредува која ден или која вечер ќе се дегустира тоа и ќе се прават следните планови, односно што ќе прават во наредната година хронолошки, за да бидат подготвени за следното практикување на овој обичај. Само што за крај на разговор да ве прашам, џоломари, дали сте истражувале што значи тој збор и колку вековна или годишна деценијска оваа традиција? Значи, зборот џоломар се среќава само во овој етнички предел Тиквеш, поточно во овие две села, така што науката како и етимологијата нема некој објаснување и потекло на тоа име, а во Македонија се среќава во низа изрази, односно имиња на овие групи, така да негде се среќаваат бабари, василичари, мечкари, суровари и така натаму, и така натаму. Се во различност од етничкиот предел во Македонија. Добро, јас ви благодарам што не стапивте време, што го зборувавте за оваа тема, интересна за гледачите. Да, сакам и да завршам со една мисла која што ја имам, нели, внесено во самиот проспект на џоломарите од селата Ресево и Бегниште, а тоа е: оваа долговековна традиција во овие две села е задржана во својата изворна форма, пренесена преку татнежот на звонците и клапотарците, кои не воведуваат во драматична атмосфера со символично дадени ликовни и не вресуваат во мистичноста на џоломарската игра, бркајќи ги лошите духови, правејќи простор за добрите дела. Традицијата во селата Ресево и Бегниште се негова и одржува со векови, па како таква обстанала и до ден денес.